Почитувани, ВМРО ДПМНЕ во континуитет работи за развојот на туризмот во Република Македонија и подобрата промоција на туристичката понуда на нашата земја. Во таа насока, владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, изминатите години работеше пред се на зголемување на самата туристичка понуда на нашата држава. Се работеше на реставрација и на нови ископувања на бројни археолошки локалитети со кои располага Македонија, а со што се зголемува туристичката понуда, се реставрираат голем број на објекти кои се прогласени за споменици на културата, се врши одбележување и уредување на туристички места и локалитети, се обезбедуваат услови за изградба на нови сместувачки капацитети, континуирано се врши промоција на македонската храна и вино и најважно од се работи на подобрување на патната инфраструктура која води до познатите туристички центри во Македонија. Покрај овие напори кои се прават за развој на туризмот во Македонија, ја поздравуваме одлуката на владата на Република Македонија двојно да ги зголеми средствата за поддршка на Агенцијата за туризам на 150 милиони денари. Фактот дека минатата година беше постигнат раст на странските туристи во споредба со 2012 година говори дека напорите кои се преземаат од страна на владата почнаа да даваат резултати. Очекуваме дека во ситуација кога за 2014 година ќе бидат обезбедени двојно повеќе средства, ќе продолжи трендот за раст на остварени посети како на странските, така и на домашните туристи. Во правец на подобрување на туристичката промоција на Македонија е и мерката за одвојување на 40 милиони денари средства кои ќе се слеваат од игрите на среќа. Истовремено, продолжуваат и другите активности за привлекување пред се на странски туристи, како што се посетување на реномирани саеми за туризам, представување на истите, меѓународна медиумска промоција и субвенционирање на тур операторите и авиокомпаниите кои носат туристи во Македонија. Веќе од пролетва се очекува дека ќе бидат воведени неколку нови авиолинии до европските дестинации како што се Брисел, Франкфурт, Париз и Рим, што дополнително ќе го зголеми бројот на странски туристи од европските земји кај нас, но и ќе овозможи македонските граѓани со поевтини авиобилети да патуваат во овие градови. Освен субвенциите за зголемување на бројот на туристи, придонесе и намалената стапка на ДДВ од 18 на 5% за туристичките услуги. Овие и многу други мерки превземени од владата на Република Македонија придонесе Македонија да стане препознатлива и се почесто посетивана туристичка дестинација. Туризмот е значајна стопанска гранка не само за државата, туку и посебен значаен за градовите кои што се туристички центри во Македонија, како Струга, Охрид, Скопје, Дојран, Гостивар, Берово и уште неколку други центри кои што живеат од туризмот. Развојот на туризмот е врвен приоритет на ВМРО ДПМНЕ. За прв пат туризмот станува значајна стопанска гранка од која што се очекува прилив на значајни средства во буџетот на нашата земја. Исто така, развојот на туризмот значи истовремено и развој на голем број услужни дејности и директно и индиректно зголемување на бројот на вработени во Република Македонија. Од тука, владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, и во иднина ќе продолжи напорно да работи со цел успешна промоција на државата и незините знаменитости во светски рамки, како и промоција и вбројување на Македонија во листата на светски топ дестинации кои што вреди да се посетат.